Од денеска официјално започна првиот уписен рок за запишување ученици во прва година средно образование за учебната 2026-2027 година. Илјадници полуматуранти низ државата во наредните денови ќе имаат можност да го изберат своето идно образование и да аплицираат во јавните средни училишта преку електронски систем. Процесот на пријавување ќе се одвива електронски преку порталот услуги.gov.mk, при што учениците ќе пристапуваат со сопствените кориснички профили преку платформата schools.mk. По успешното електронско пријавување, кандидатите ќе треба да ја достават и потребната документација во училиштето во кое конкурираат, согласно условите наведени во конкурсот. Министерството за образование и наука предвидува 2 термини за електронско пријавување во текот на јуни. Првиот рок започна денеска, ќе трае до 15 јуни до 23:59 часот. Второто електронско пријавување е закажано за 23 јуни. Дополнително за учениците кои нема да се запишат во јунските рокови ќе биде организиран и августовски уписен рок, со еднодневно пријавување на 20 август. Според објавениот конкурс за новата учебна година се обезбедени повеќе од 25.000 слободни места во вкупно 109 јавни средни училишта во државата. Најголем дел од капацитетите се насочени кон стручното образование, каде се достапни над 17.000 места, што укажува на продолжување на политиките за поттикнување на стручните профили и нивно усогласување со потребите на пазарот на труд. Во гимназиското образование се предвидени речиси 6.000 места, додека за учениците кои ќе изберат уметничко образование на располагање се 570 слободни места. Надлежните институции апелираат учениците и нивните родители внимателно да ги следат роковите и условите за запишување, со цел на времено и успешно да го завршат процесот на аплицирање и избор на средно образование. Премиерот Христијан Мицкоски денеска престојува во работна посета на Република Турција, каде учествува на бизнис форум посветен на унапредување на економската и деловната соработка меѓу двете земји. Форумот представува можност за продлабочување на економските односи, привлекување нови инвестиции и отворање простор за нови партнерства меѓу компаниите од Македонија и Турција. Во своето обраќање, за кое информираше преку социјалните мрежи, Мицкоски нагласи дека Македонија и Турција имаат традиционално добри и пријателски односи, кои со години се градат врз меѓусебна доверба, почит и силни врски меѓу двата народа. Според него, токму ваквите односи представуваат стабилна основа за дополнително продлабочување на економската соработка и создавање услови за нов инвестициски циклус. Мицкоски посочи дека Македонија денес се позиционира како стабилна, предвидлива и конкурентна бизнис дестинација која нуди поволни услови за инвестирање. Во обраќањето било истакнато дека турските компании преку инвестирање во Македонија можат да станат дел од европските синџири на снабдување и истовремено да го прошират своето деловно присуство на поширок регионален пазар. Премиерот потенцирал дека владата е фокусирана на создавање долгорочни економски партнерства кои ќе придонесат за отворање на нови работни места, забрзан економски раст и одржлив развој. Нашата цел е да градиме долгорочни партнерства кои ќе создаваат нови работни места, поголем економски раст и заеднички успех, порача Мицковски. Додаде дека државата има јасна визија за иднината, отворен пристап кон нови инвестиции и силна определба за економски развој и подобрување на деловната клима. По повод денот на Воената академија, генерал Михаило Апостолски, министерот за одбрана Владо Мисајловски упати честитка до питомците, кадетите, офицерите и вработените во институцијата, истакнувајќи ја незината улога во развојот на професионален и обучен кадар за потребите на одбранбениот систем. Во својата порака, министерот нагласи дека Воената академија повеќе од 3 децении представува значајна и образовна и стручна институција која создава генерации кадар што со знаење, професионалност и чувство за одговорност придонесува за безбедноста и стабилноста на државата. Денес го одбележуваме Денот на Воената академија генерал Михаило Апостолски, институција која повеќе од 3 децении создава кадар што со знаење, чест и професионалност придонесува за безбедноста на државата, истакна Мисајловски. Упати искрени честитки до сите питомци, кадети, офицери и вработени, заблагодарувајќи им се за нивната посветеност, одговорност и придонес во јакнењето на одбранбените капацитети. Министерот порача дека Воената академија и во иднина треба да остане препознатлив символ на знаење, дисциплина и лидерство.
Во рамки на одбележувањето на празникот беше отворена и спомен соба посветена на патронот на Академијата, генерал Михаило Апостолски. Според Мисајловски, просторот ќе представува траен потсетник на делото, визијата и историскиот придонес на една од најзначајните личности во македонската воена историја. Со ова одбележување истакната важноста на зачувувањето на воената традиција и континуираното вложување во образованието и развојот на идните генерации и офицери, велат надлежните. Зголемувањето на економската соработка, интензивирањето на трговската размена и создавањето нови можности за инвестиции се во фокусот на средбата меѓу заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и турските министри за трговија и транспорт Омер Болат и Абдулкадир Уралоглу. Средбата се одржа во рамки на Македонско-турскиот бизнис форум, што се одржува во Истанбул и представува можност за дополнително напредување на билатералните односи меѓу двете земји преку конкретни иницијативи во економијата и инфраструктурниот развој. На состанокот беа потврдени заедничките заложби за продлабочување на економските врски и за создавање на поповолна деловна средина за компаниите од Македонија и Турција. При тоа се разговараше за конкретни мерки и активности насочени кон зголемување на трговската размена, поттикнување на нови инвестиции и отворање на дополнителни можности за деловна соработка. Вице-премиерот Николовски истакна дека Турција представува еден од најзначајните економски и трговски партнери на Македонија, дека долгогодишните пријателски односи создаваат стабилна основа за понатамошен економски развој. Посебен акцент на средбата бил ставен на инфраструктурниот развој и регионалното поврзување. Македонија во моментов се реализира на најобемниот инвестициски циклус во изградба и модернизација на инфраструктурата. Николовски упати повик до заинтересираните турски компании активно да се вклучат во идните меѓународни повици и проекти. Соговорниците на крајот се согласиле дека Македонија и Турција ќе продолжат да градат стабилно и долгорочно партнерство. Дирекцијата за заштита и спасување објави јавен повик за ангажирање на поранешни припадници на полицијата, армијата и противпожарните единици за потребите на претстојната сезона на шумски и пожари на отворен простор. Повикот е дел од подготовките на институцијата за справување со зголемениот ризик од пожари во текот на летните месеци. Има за цел дополнително да ги зајакне човечките ресурси на терен. Според информациите од ДЗС се бараат кандидати за повеќе позиции, меѓу кои возачи на специјални противпожарни возила, оператори на противпожарни пумпи вградени во возилата, како и оператори со противпожарни водни ранци и метли. За интервенциите ќе се користат 22 специјални возила Пинц Гауер, 5 возила Хермелин и 15 БТР возила кои се пренаменети за противпожарни активности. Од дирекцијата ги повикуваат заинтересираните да се приклучат на акцијата за заштита од пожари, посочувајќи дека за 3-месечен ангажман е предвиден надомест од 132.000 денари, односно околу 2.150 евра. Дојдете помогнете и заработете 2.150 евра за 3 месеци во текот на летото, гаснејќи ги пожарите на отворен простор кои предстојат пред нас, наведуваат од Дирекцијата за заштита и спасување. Работното време ќе биде организирано во согласност со потребите на теренот и интензитетот на пожарите. Ангажираните лица ќе бидат повикувани на интервенции во деновите кога има зголемен број пожари, ќе остануваат на терен додека постои потреба од нивно действување. Користењето на слободните денови ќе се усогласува со состојбата на теренот и потребите на ангажираните лица, при што е предвидена можност за користење на однапред планиран летен одмор. Право на пријавување имаат лица со најмалку 5 години работно искуство во полицијата, армијата или противпожарните единици, без разлика дали се пензионирани или поради други причини, повеќе не се дел од овие институции. Кандидатите треба да бидат здрави и да поседуваат добра психофизичка подготвеност, соодветна на возраста и природата на работата. Пред почетокот на работниот ангажман, избраните кандидати ќе поминат здравствени прегледи, проверка на психофизичка состојба и кратка, но ефективна противпожарна обука. Пријавувањето се врши по електронски пат преку испраќање порака на адресата dzs@dzs.gov.mk. Заинтересираните кандидати треба да достават име и презиме, кратка работна биографија и телефонски број за контакт. Јавниот повик е потпишан од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, кој посочува дека целта е навремено да се создадат дополнителни оперативни капацитети за ефикасно справување со пожарите во текот на летниот период. Меморандум меѓу Соединетите Американски држави и Иран за запирање на воените действија во регионот на заливот би можел да биде потпишан веќе внедела.
објави Reuters. Како можен домаќин на потпишувањето се споменува Женева, иако конечната одлука се уште не е потврдена. Според истиот извор, формулацијата на документот се уште се финализира. Иран инсистира договорот да опфати и прекин на непријателствата во Либан, каде Израел води борби против милитантната група Хезболах, поддржана од Техеран. Во извештаите се наведува дека целта била текстот да биде финализиран до сабота, за да може да биде потпишан од потпредседателот на САД J.D. Vance и председателот на иранскиот парламент Мохамед Бакер Калибаф. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека биле откажани нови напади врз Иран, тврдејќи дека договорот е веќе постигнат. Во изјава за новинарите во Белата куќа, тој навел дека се постигнува одлично решение за војната со Иран. Според ирански извори, нацрт договорот предвидува укинување на санкциите врз иранската нафта, одмрзнување на милиарди долари од ирански средства и прекин на непријателствата на повеќе фронтови. Во исто време се наведува дека нуклеарното прашање би било оставено за подоцнежни преговори. Соединетите американски држави инсистираат Иран да не развива нуклеарно оружје, додека Техеран тврди дека неговата програма има исклучиво мирнодопски цели. Утрински воздушен напад во градот на Батија во Јужен Либан дополнително ја заостри неделата на интензивна ескалација на непријателствата во регионот, во кој според извештаи дојде и до директна размена на напади меѓу Соединетите американски држави и Иран. Во исто време продолжуваат судирите меѓу Израел и милитантната група Хезболах. Израелски воени авиони извршиле напад во областа на Набатија во петокот наутро, при што бил забележан густ чад над градот. Нападот доаѓа по неколкудневна ескалација на насилствата, што според локалните извештаи предизвикала значителни штети и раселување на населението во јужните делови на Либан. Во текот на истата недела израелските воздушни операции продолжиле и во други области на Јужен Либан. Според извештаите на локалните медиуми, делови од регионот се речиси испразнети, а цивилното население живее во постојан страв. Ескалацијата се случува паралелно со зголемени тензии меѓу Вашингтон и Техеран, при што дипломатските напори за деескалација се во застој. Израел продолжува со интензивни операции против позициите на Хезболах, отфрлувајќи ги барањата на Иран за поврзан прекин на огнот во Либан. Според израелските извештаи, операциите имаат цел системско олабавување на воените капацитети на Хезболах. Ситуацијата на терен останува нестабилна со зголемен ризик од понатамошна ескалација на односите и проширување на конфликтот во поширокиот регион. Времето денеска променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен долж по Вардарието, повремено силен ветер од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 17, максималната значително ќе опадне во однос на денешната и ќе биде во интервал од 20 до 27 степени. Во Скопје е променливо облачно и посвежо време. Предпладне со повремени врнежи од дожд, ќе дува засилен во делови од котлината, повремено силен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 24 степени. Во следните денови времето ќе биде стабилно, во деновите од викендот посвежо, особено наутро. Од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст.